Сосема си во право, Марија, ти ништо не разбираш. Јас сум во криза. Хај, досташе ти, мајка. Ова не е живот. Ние само се разминуваме. Ти се враќаш од парк, јас одам по галерија. А бре, јасно ли ти дека не можам повеќе? Ѓорѓија, има 5 години како не сме биле на одмор. А знаеш ли колку време да сме воделе љубов? А, извини, Марија, ама 5 години нема. Ајде те молам, не претерувај па. 5 години. 5 месеци. Како времето си лета кога човек работи. 5 месеци. Сигурна си? Од последниот пат, кој не беше нешто посебно, точно 5 месеци и 6 дена. Клупчиња? Па сега извини. Не сум јас како не од порличите. Се враќам од парк. Те фрлам на каучот, кидам некој алиште. Оп, 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 оп. И готово. Јас така не можам, Марија. Јас сум романтичар. Мене ми треба предигра. 5 месеци? Да ти е малку предолга предиграва? Сосема си во право, Марија. Ама јас сум опседнат од работата. Таа ме блокира од главата па надолу. Некако се чувствувам скапан. Скапан? Спиеш до пладне. Потоа излегуваш и се враќаш во зори. Нормално дека ќе бидеш скапан. Јас работам, Марија, работам. Очигледно дека мој ќе работиш. Дурекс. Убиствен и сигурен. Добра вест, барем се заштитуваш. Гледаш дека не се употребени. Ги даваат како реклама само по кафаниња. Многу си смешен, жално смешен. Беден си, Ѓорѓија. Така смешен. Сега ми е јасно. Сега ми е јасно зашто 5 месеци не сме воделе љубов. Не е вината во мене. Ти имаш друг. Ѓорѓија, доста, плесиш глупости. Ајде, признај. Кој е? Кажи му неговото име. Сигурно е еден од оние твои сликарчиња, Иван или оној што ти правеше рамки, кој се викаше. Дејан. Да, веднаш се сети. Или 20 во исто време. Доста! Добро. Ајде, кажи ми дека не си го направила тој неповратлив чек. Ајде. Се уште не. Добро, ајде, смири се, седни, ево. Ова ме подсетува на Охрид. Кога во Горица на терасата од собата вечеравме со свети. Пиевме црно вино и го слушавме езерото како фрља далги. Прво, не беше во Горица. Второ, не бевме на терасата. Бевме во викендичката на тато. Трето... Не беше моја грешка. Каминот не лечеше. Сакав само малку да го прочепкам. Много баво го прочепка. Остана само темелите. Ќе надоместам те, ќе му платам. Само да ми тргне работа. Не, умрекувањето зелена треба. Па нема секој среќа да има тато со пари. Сакам тато кола, бујрум кола. Сакам тато галерија, бујрум галерија. Таа галерија те храни. Па тоа не го поднесувам. Некој постојано да ми споменува таа галерија те храни. Па јас имам своја гордост. Не сакам некој да ми издржува. Слушај. Да, Ѓорѓија Точко, да. Да, господине. Не, грешка. Сте го погрешиле бројот, господине. Некој тип го погрешил бројот. Напладне, господин и господине топкареви доаѓаат од Белче. Да го посетат станот. Гледај да бидеш дома. Немај гајле. Ќе ти го продавам станот сигурно. Јас сум професионалец во тие работи. А потоа со парите... Ќе ја платиме викендицата на тато. Види, Марија. Јас сакам да ти докажам дека сум верен. Жена? Што? Каква жена? Лажеш, Ѓорѓија. Гледам дека добро лажеш. Абе, ти мислиш... Па не е фер. Постојано да ми префрлуваш дека еднаш
И со букви еднаш ме фати со секретарката. Ма бе пијан, таа ме нападна. Слободно можем да речам, ме силуваше. Јас сум ти верен, Марија, и секогаш ќе ти останам верен. Слушај, бака Георгија, јас сакам дете. Па и јас сакам дете. Ама сакам таткото на тоа дете, не е важно која. Како не е важно? Да биде тука. Имаш цело предпладне да размислиш и да ми одговориш. Ако е да, остануваш. Ако е не, адвокатот на тато ќе се погрижи за разводот. И не заборавај, на пладне? Не мора да чекам до пладне. Да. Мојот одговор е да и јас останувам. На пладне ќе дојде до Кареви и поправи го звончето на вратата. Да, принцесо моја, да. На пладне ќе дојдат топкареви и поправи го звончето во вратата. Абе, ти си нормална? Миќа да пати сум ти рекол, да не ми се јавуваш дома. Ами, ако жена ми ја кренеше слушалката, а? Ајде, добро. Па ти кажам, ти кажам, а не може така наеднаш. Што? Ќе дојдеш овде? Абе, никако не! Ти не ја познаваш жена ми, таа не е човек, бе. Звере. Ако и кажам дека 2 години си ми љубовница, може очите да ти ги ископа. Джигерот ќе ти го извади. Зрцките да палци. Добро. Ќе изборувам. И па што да бе, утре? Вечерва ќе изборувам. Ама не е дома. Што? Ќе дојдеш овде и ќе ја чекаш. Абе ти, Кристина! Значи. Господинот Точков? Да, господинот Точков. Извинете што ве деранжирам. Во хотелот од зградата, што туку се сретнаме со вашата жена. Таа ми кажа да погледнам со вас околу лиштата. Какви лишта, бе? Борис Зајков, волонтер во братска помош. Една од првите невладини, непартиски, непрофитабилни, хуманитарни организации во Милавани таткова. Добро, разбрав, ама јас, господине, сега немам време. Нема проблем, јас може да почекам. Видите, господине, како да ви кажам, не го погодивте моментот. Гледам некако како да сте малку напад. Значи, многу сум напад. Ако сакате, можам да ви помогнам. Братска помош. Видите, господине, јас во овој момент очекувам една многу важна личност. И вие не сакате таа личност да ме сретне мене овде. Зошто? Ве прашувам зошто? Видите, вие, господине, примате донации во кеш или? Кеш, чекови, девизи, се. О, колку сте галантон. До вчера вие поим немате за братска помош. А сега, од овој момент, сте со нас во борба против злото. Идете на секаде, а особито таму каде што најмалку ве очекува. Тоа е девизата на нашиот основач, доктор Роберт Ѓевгиевски. Вискицик, човек и хуманист. Многу добро, господине, многу длабоко. Ми беше драго што се запознавме. Па ние што туку се сретнавме? Ајде, друг пат повеќе ќе разговарам. А зошто не сега? Заради тоа што очекувам некој што ми е многу важен и вие не треба да сте тука. Ете зошто. Жена? Аде жена. Значи жена? Аде жена. Добро, разбрав, сега. Јасно ми. Значи жена ви си оди, доаѓа тука. Вие ќе имате голем проблем. На ваша услуга, вашиот проблем е мој. Мојот проблем е мој и си го чувам за себе. Не е можно. Гоце Тодоровски има и автограф. Господине Точков. Да? Вие го познавате Гоце Тодоровски? Гоце? Така малко. Јас многу го сакам Гоце. Сакам да сум глумец како него. Леле, колку беше јако во женски оркестар. Трајчо мој! Многу ми е гајле. Воопшто не ми е гајле.
Зарем не гледате дека имам и други проблеми? Пред малку се излачав кога ви рекол дека сте малку напнат. Напнат сум. Многу сум напнат, господине. Вие не знаете дека жената што секој момент овде ќе се бапне, сака се да ја раскаже на жена ми. А жена ми што туку си замишля. А вие не ја познавате мојата љубовница. Таа овде ќе ја чека жена ми, се додека не се врати. Сака да ми го разбори бракот. Кристина сака да ми се одмазди, дека 2 години раскажувам бајки, дека ќе се разведам, дека заедно ќе имаме деца, дека сите заедно ќе одиме на одмор на Хавај и сега не знам што да правам. А да зборувам јас со вашата љубовница, јас жените ги разбирам како жена. Како? Кога бев мал на училиште, фудбал не играв. Имам нежни клучдови. Јас секогаш си играв со девојчината, со кукли, манчеи, плетење. Јас им помагав кога ги има првите љубовни проблеми. Ова нема значи никаква врска со Кристина. Има. Затоа што јас со неја ќе зборувам како жена со жена. Ама вие не сте жена, бре. Не сум жена, ама мене жените ме третирав како другарка. Јас кога сакам и одам како жена. Епа, не е лошо некако личи на женско одење. И, например, како ништо да не се случи. Доаѓа до вас, седнувам деликатно, ги спуштам рацете врз вашите, нежно милување. Полека. Твојата женска страна некако ја надминува машка. Не, никако. Јас сум си маж од глава до петици. Но за да зборувам јас со вашата љубовница, ја морам да истакнам жената во мене. Разликата е во тоа што жените носат фустани, чели со високи подпетици. Не збориш, фала ти многу. Фала ти на братска помош. Ми даде генијална идеја. Ти ќе бидеш мојата жена. Молам? Даде, ти ќе бидеш жена ми. Види, многу е просто. Ќе појдеш во собата на жена ми. Ќе облечеш некој од незините фустани, чорапи, високи подпетици. Слушај, баба, ти се дупчи со мене? Гоце Тодоровски во женски оркестар, нели пред малку ми кажа дека си сакал да бидеш глумец. Ама јас не сум глумец. Ќе станеш, не? Јас веднаш го препознав талентот кај тебе. Слушај, најдобро е да си одам. Не, никако. Мојата љубовница доаѓа овде. Ти си мојата жена, разбери? Нема шанса. Таа веднаш ќе забележи дека јас не сум вашата жена. Ма таа никогаш не ја видела жена ми. А лакнава? Кој лакна? Какви лакна? Па лакнава. Па избличи ги. Не, никак. Јас имам свој живот. И камуфлирај ги. Па и да се види некој лакно, не е страшно. Маце жени има со лакна, со брада, со мустач. Има жени ко Никола Карев. Само не знам дали ќе можам за 5 минути. Абе, 5, 10, 15, нека се. Кој ги брои минутите? Важен е настапот. Ајде, покажи ми како изгледаш кога си лош. За да бидеш мојата жена, треба да си многу Лош? Да. Ајде, направи ми маса како да си лош. Абе, нешто пострашно. Со лутина, со многу бес. Ти си серијски убиец, разбираш? Джек Невосе, разбираш? Джек Невосе! Биди лош како гремлин. Гизло! Кака! Биди како чудовиштата од паркот Јура. Јадеш мажи, жени, деца. Од устата ти тече крв, месо, коски. Остави. Некако пантомимава не ти лежи. А вака? Добро, остави.
англиски знаеш? Не. Добре. Еј, слушај. Ќе видиш Дракула вампирот. Јас сум Дракула, принцот на темнината. Убаво го правите. Смрзнал. Ај сега ти. Јас сум Дракула! Принцот на темнината! Со романски акцент треба и многу помрачно. За да бидеш лош како жена ми, треба да е нешто помеѓу Леди Макбет и Круела де Вил, разбираш? Курела дебил! Да, лошата од 101 Далматинец, ја знаеш. Да. За нова година игравме во братска помош. Јас бев 97-то Далматинче. Женка, знаеш. Батали го Шекспир, батали го Дизни, мисли на... Крити. Каде е жена ти? Смири се. Господјо Точко! Јас сум Кристина, љубовницата на вашиот маж. Ти не си нормална. Пушти ме! Пушти! Сакам на жена ти да ја кажам дека мажот ти е едно големо, смрдливо гомно. Кристина, не дозволувам така да ми зборуваш. Јас не ти зборувам тебе. Јас и кажувам на жена ти. Боже, каква глупачка бев, кога 2 години ти верував дека ќе се разведеш. Дека заради мене ќе ја напуштиш жената. Ќе направам тоа. Ајде, смири се. Еве ќе одиме во нашата гастроđеричка. Во нашата гастродиеричка. Моја нога таму повеќе не стапнува. Зошто? Затоа што е крај. Затоа што ми е преку 100 сати да те чекам. Господинот кога има време. Те сакам, принцезо моја мала. Му благодарам на небото што те доведе во моево гнездо. Ама јас тоа искрено го мислам. Кого лажеш? Како не си ја скршив главата денот кога те сретнав. Немој твоите убави наđenја. Тебе само мој газ те интересира. Ај, нешто друго. И доста ме викаш принцеза моја. Ти премногу ме лажеше. Ти ми го униси животот, скапар еден. Господјо Точко! Престани да се береш. Ти не сваќаш во каква опасност си што дојде овде. Веќе ти реков јас дека жена ми е многу посесивна и крајно агресивна. Ќе дојде до тепачка и таа ќе те изфрли надвор како куфе. Тоа сакаш? Чудно. Ти никогаш не ми кажа дека жена ти е толку агресивна. Марија! Но ти ништо не разбираш. Јас сум Кристина! Знам, но ако Марија дознае дека имам љубовница, тебе ќе те расчеречи, мене ќе ме качи на вратата. Ти не знаеш дека 2 години таа помина во Демирхиста, во болница. Јас поминав 3. Па што ми фали? Јас. Шерон Стоун. А ова е една моја пријателка Кристина. Кристина, ова е мојата жена. Одсто, жена Борис, моминското име беше Борис, а сега мажена Точко. Ова навистина е жена ти? Да, мојата малечка принцеза. Си се побрижејќи се, да си го смени жилето. Требаше со електричниот апарат, мила. Зедов тоа што најдов. Марија од секогаш имала
нежна кожа како бебе, а ти и ке зашто се ближиш? Можеш ти малку да ме избричиш? Добро, сега кога се запознавте, јас те ја однесам Кристина до автобуската. Таа патува, нели? Господа, не знам како да ви кажам, но вашиот маж ви изневерува со мене. Се извинувам што ви нанесувам болка, но повеќе не можам да издржам. 2 години ја кријам вистината. Постојано си велев дека нешто ќе се промени и дека со време се ќе се среди. Но како времето минува, јас се повеќе запаќам во шема на класична љубавница. Принцезо, мирна и под контрола. Немој да ја тепаш ова кутра малечка. Таа е изгубена и не знае што зборува. Јас повеќе не можам да живеам во лага. Јас потполно ве разбирам, дете мое. Ние жените секогаш го кркаме по дебелиот крај. Но за среќа, тука е братска помош. А вие сте чули за братска помош? Ама, принцезо, ти издегуваш од темата. Такова биде. Напротив, тоа е сршта на темата. И уште нешто. Кога го сретнав вашиот маж, тој ми сокри дека е женет. Подоцна, кога се затрескав во него, призна. Како можеш после толку години на заеднички живот, на верот од моја страна, при толку жртвување? Како можеш тоа да ми го направиш мене, на својата жена? Дали помисли за миг на последиците на децата? Ама, принцезо, ние нели немаме деца, принцезо. Се разбира дека немаме. А замисли да ги имавме. Замисли ја таа трагедија на тие кревки и безпомошни суштества, кога ќе разбере дека нивниот сакан и почитуван татко е курва! Ама, принцезо, ајде те молам. Принцезо, те молам. И ти забранувам. Слушај, ти забранувам да ме викаш принцезо. Јас повеќе не сум твоја принцеза, 101! Добро, нашите проблеми ќе ги решиме од 4 очи. Кристина, ти сега можеш да си одиш. Фала ти многу. Фала ти што од бракот ми направи куплерај. Излезоте овде, збогу. Извинете, господјо Точко. Многу ви се извинувам. Јас погрешно ве проценив. Вие сте толку добра. Вие не заслужувате да ви се нанесе болка. Да. Кога ќе помислам дека овој овде за вас велеше дека сте монструм, ама сега како да кажам, природата не ве обдарила со некоја убавина и може би влакната и големите стапала, но тоа не е важно. Она што мене најмногу ме интересира е вашата внатрешна убавина. И плюс, вие сте волонтер во братска помош. Да. Тоа е толку убаво. Убаво би. Сави, таа е сосема добра вака како што е. Таа не може вака да си оди. Не гледаш како е, целата шминка е разреа. Кристина, одете малку да се дотерате. Бањата е десно. Утрата, малечка. Никога ќе те ахтам да чи. Смири се, Миличо. Нема да ме викаш Миличо. Ти не си ми жена. Па како? Па ти толку пати им повторуваше. Ти си моја жена, ти си моја жена. Бе, ти си ми жена, ама без да бидеш моја жена. Значи да се пресоблече. Не, никако. Сега ќе појдам и ќе ја доведам.
Штом ќе дојде овде, ти ќе исфрлиш табор. Важи? Важи. Слушај, Но, треба да речи лош. Лош. Сакам да бидам лош. сакам да бидам лош. Јас сум 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 лош. Да? Да, молам? Мажот ми моментално е отсутен. Тој со својата љубовница е во бањата. Што прави во бањата? Ами ше се најгори душо што се прави во бањата? Да. Како? Адресата? Земи ливче и моливче. Седе. Запиши. Смилевски конгрес 7/1. Така, да. Еве. Мажот виде пак. Добро, мажено. Не мораш да доаѓаш по мене. Јас не се враќам кај тебе. Преку глава ми од сите овие заебанци. Сакам да останам сама. Ме слушаш? Не сакам повеќе да те видам. Сака да дојде овде кај мене? Тој не знае каде живеам. Извини, ама јас му кажам душо. Што? Му даде адресата? Да. Глупачу една. Глуперно една глупава. Сакаш да го убиеш мојот љубовник? Слободно дојди. Многу ми е гајна. Не го сакам повеќе. И вели дека не ти се плаши. И заби дека ти ги скрши. Мажена? Седми кат, стан број 24. Слушај, не реков забите. И не е стан 24, ами 64. И на 15 кат. А лифтот не работи. О, Ѓоргија, душо моја, твоите очи черешо. Маја доста! Дај ги на мене. А така, значи, мажена си, а? Ти немаш право да ми држиш предавање. Жити мајка. Абе, гледаш ова кучка? Ѓоргија, смири се. Јас кучка, ти цвеќе за мирисање. И кога ќе помислам дека сакам да го напуштам Ненад за ова стапната жаба, овој плейбој во папучи. Деца, смирете се. Сега ќе помислам дека изигруваше 2 години изигруваше загубено девојче, заљубено, несреќно. Ама јас не сум като господинот. Јас не ја лажам својата жена. На Ненад се му раскажам. И сега ќе дојде и ќе ти ги стави јајцата во машина за мелење кафе. Не! Доста! Гледај каква фаца да прави жена ми заради тебе. Заради мене, заради тебе, 101. И затоа си одам. Не сакам да завршам со таква фаца. Зошто? Што и квари на мојата фаца? Па ќе да ми мивки една. Мајко! Носо! Мајко! Мртва! Таа е мртва! Жива е, дише. Да ја одесиме назад во собата, ајде. Добар ден. Добар ден.
Господја Точко, може би? Да, јас сум. Веднаш сакам да ве предупредам дека мажот ми не е дома, што туку излезе со Кристина. И ќе ве молам, немојте да ме прашувате каде се. Ништо не знам. Ама би можеле да го погледнеме станот. Веќе ви кажа дека мажот ми не е дома. Но денес кога разговаравме по телефон, вие ми рековте да дојдам накладне. А сега имам чувство дека ми пречам. Ама нема да ви пречи кој ќе дознаете дека жена ви спие со мојот маж. Молам? Не е многу високо. Може и пешки. Ако лифтот не работи. Соке, ти го познаваш мажот на господјава? Споѓава. Не, се уште го немам това задоволство. Задоволство. И сега може да го погледнеме станот? Да. Ова е спалната соба. Не, ова е клозет. Може да го погледнам? Што има да гледате клозет како клозет? Шоја, синџирче. Дали јас довеѓам кај вас да го гледам вашиот клозет? Добро, разбравме. Господје Точко, Мола. дали ви имате намера се уште да го продавате вашиот стан? Абре, доста со мојот стан. Сега ми е јасно дека вие сте дојдени да го биете мојот маж. Да го убиеш ли синиот маж? Ама што ви паѓа на памет? Па јас и ги не го познавам. Вие не, ама вашата жена. Сега јасно ми е разликата во години помеѓу вас и вашата жена. Нормално дека таа ќе шарне лево, десно. Жена ми шара лево десно. Откаде пак ова знае? Но во целата несреќа вие имате и среќа, затоа што братска помош е тука. Оставете ми го сакото. Ќе го пуштите мојот маж? Вашиот маж? Да, ова е мојот маж. Таа е мојата жена. Чекај. Вие не сте ненад мажот на Кристина? Не, јас сум Јован. Совка и Јован Топкалев. Совка е жена до мајкинка, а јас Јован гинеколог по пензија. Многу ми е жал. Грешка, ужасна грешка, господине Топуковски. Топкалев. И можеме да го погледнеме станот? Да. О, мајко мори, ова мора да е. Добро, не слушате дека тробар. Ненад мажот, господине Табаков, ако сакате ве молам. Топкалев. Ем грува, еме на врата не знае да отвори. Значи ти си Јовче! тоа. Стани! Седи! Тебе ти зборувам, станувај. Значи ти си тој смртно што спие со жена ми. Ама што правите? Не сте нормален, пуштете го! А Брестоко, не ти е срам на твои години да трчаш по малолетнички? Лошо ми е. Ама, господине, и јас не ме познавам. Не ме познаваш? Ненад Богосавлевиќ, мажот на Кристина Богосавлевиќ. А зарем тебе, Кристина Богосавлевиќ, не ти значи ништо? Не, ја не го знам никаква Кристина, јас... Богосавлевиќ. Малата Крист, мојата жена. Бошко една, ти ми ја украде мојата Кики. Ама ве молам, пуштете го! Слушај, Патаришко,
Со тебе јас воопшто не разговарам. Ајде бе, пугуло. Ајде да видиме што маш си. Господине, извинете, ама претерате. Која е ова шлапатарка? Извинете, нешто не е у реду. Не, све е у реду. Добро, зашто ако нешто не е у реду, веднаш ќе му средити. Ова е твој маж, Да, господине. ова е жената. Да, господине. Сега ми е јасно зашто трчаш по туѓи жени. Ќе повикам полиција. Полиција. И да кажем да повикаат брза помош или бојаджи. Бојаджи, Да, господи, како ќе си одам да ги бојадисаат зидовиве. Насекаде има крв. Господине, мажот ми воопшто не ја познава вашата жена. Или ми криел? Јоване, јас сакам истината. Која е та Катерина сопругата на господинот? Ти се колнам, Софија, не знам што ми мама. Мајка ти умрела! Во гробот на мајка ми ти се колнам. Не познавам жената на господин. И што лапам за љубовница, да не знаеш колку пари треба за љубовница. Колку пари треба сер кој колку, а? ве молам, тој не е љубовникот на вашата жена. Тие дојдоа од Белче да го погледнат мојот стан. Абе, од сите овде ти најде да се правиш интересна? Не, ова е господин и господја Топкале. Јован Топкале. А ти? Совка Топкарева. А ти? Јелена Карлеуча. Абе, ти најде да саме да се забаваш? Не, јас сум господја Точко, жена на љубовникот на вашата жена. Значи јас и ти сме... Ние сме Золва и Јатрва. Не знам како да ви се извинам, господине. Мојата визит карта, мојот салон за БМВ е секогаш отворен за вас. Дури ќе ви дадам посебен попуст. Ама ние многу сме задоволни од нашето југо. Совке, по мене, одиме во Белче, оазата на мирот. Пу! Сите родовие, витолчани само бендисани. Пу! Добро е, Нена, добро е. За секој проблем има решение. Вие сте чуле за братска помош? Сакам да се убијам. Што ви паѓа на памет, ќе се убивате. Па во целата несреќа ви имате и среќа, затоа што братска помош ве држи за раце. Колку сте великодушна, господјо Точко. Викајте ме Марија. Ние не заслуживме ова да не го направат. Не ли, Марија? Да, Немање, да. Јас од секогаш сум бил верен, Марија. Сега ми се случува кога ќе излезам со другарите, еднаш, може би 2 пати месечно, да одиме со курвичиња.
Ама тоа не е од љубов, така што... Да. Е многу убаво си се забавувале за нашиот грб. А да им се одмаздиме... Мене од секогаш ме возбудувале влакнести жени со влакна на сакане, особено подмишки. Дај да мириснам. Како мириса на жена. Ненаде, свири се, ти си под шок. Многу ме подсетувате на мама. Во името на вашата мајка, тргни ги рацете од мене. Доста ме стопоткаш. Нешто! Каква женска си. Ненаде, доста! Симни ги гачите. Нема шанси. Не носиш гаки. Боксерици. Дај да те бакнам. Ненаде, не! Дај ми ја устана. Ненаде, не! Охо, мамо, пушти ме, ау! Па мој, ето мој. Сам си го бараша. Ама е Петре. За сето ова е виновен вашиот маж, вас, тој го остава овде. А гомното си е думнал. Не ја думнал. Како? Како? Не ја думнал. Значи тука е. Не, си ја думнал. Јас него го чувствувам. Тој е тука. Тој е овде. Не е овде, не е овде. Добро. Ако вие така велите, јас потполно ви верувам. Така те сакам, Ненаде. Мирен, смирен. Ау! Како можете така да влегувате во интимата на една дама? Јас бев скоро гола. Која ова? Мојата Јас сум сестрата на господја Точко. Мојата- Може? мојата сестричка. Веднаш неговите ли ќе вика полиција? Господјо, Почекај се, да ви се објаснам. Почекај, сестричке. Полиција ќе има компликации, па кој, па зошто, па како. Имаш право. Да му дадеме уште една шанса. Колку сте вие добри. Ненаде, јас мислам дека сега треба да се вратите дома. Не можам да се вратам. Се ме подсетува на Кристина. Кристина! Не е страшно, не? Како не е страшно, вие не знаете. Мојата жена, Кристина, е љубовница на мажот на вашата сестра. Ѓорѓе, љубовница? Да, само една. Знаем. Ти реков Марија да внимаваш. Тоа ѓубре уште на дел на свадбата ме пикаше по колената. Види, како не го е срам. А сега времето се лечи. Многу ви благодарам и за гледање. Ненаде, само храбро. Да. Немојте да се грижите. Се е под контрола. Сега одам право дома и ќе си го пресечам Гркано. И да, така ќе бидеме мирни. Не може ли ние вака да го пуштиме да си оди?
Марија доста. Сака да си оди, нека си оди. Нема да си оди. А зошто да не останеме овдека? Не може. Има за пијани. Има и жени. Ќе пуштиме и музика. Абе, Остани, не Ненаде. може. Марија доста. Сака да си оди, нека си оди. Нема да си оди. Остани, Ненаде. Ќе пуштиме музика, ќе играме. Така, играјте. Јас ќе можам да го чекам. Колко ќе чекаш, бре? Ѓорѓија! Љубовникот на жена ми! Кога ќе го дочекам, ќе го сакатам во мај. Ајде сега. Така ќе го дотерам, мајка му нема да препознае. Ајде сега не претерувај. Лампадара ќе слезна. Добро. Сестричке, твоја среќа. Еве играјте, јас нема да ве гледам, ќе си одам. Какво ви е името? Ѓорѓи. Ѓорѓиета. Баба ми се викаше Жоржета и дедо ми и така јас сум Ѓорѓиета. Понека не скакаткате, Ненаде. Иста си како сестра ти. Ама, јас сум мажена. Како што и неговна сестра ви. Вие двете многу ме подсетувате на мама. Цврсте, широки, Боли, бре, море. мускулести, Боли. боли, како ждревица си. Ама, ви се молам, немојте со штипење. Се тричите по мишки. Не. Одлично! Вие ќе се разочарате, но јас сум најглавнестата во фамилијата. Уште како дете ме вика овца. Мора да си многу трунтава доле. Носиш гадички Не. за воничке мала. Немој. Ви преминавте сите граници. Чекај малку. Марија, Само помош, малку. помош. Почекај. Помош. Ама почекај. Марија, Марија. Почекај. Ненаде, не е фер. Ненаде? Кристина? Ѓорѓија? Ѓорѓија! Што правиш во таа бањанка? Се маскирам за маскембал. Значи, ти си Ѓорѓија. Ненаде, нема потреба да се возбудуваш. Јас не го сакам повеќе. Само малку да му го скинам рачево. Абе, сам слушате дека не ме сака повеќе. Кристина, речете му на вашиот маж да престане. Нема ништо страшно во ова, господи Точко. Ненад пред нас ја изведува својата точка. Веќе се навикнав на него. Тој секогаш прво сака да им ја смачка муцката на моите љубовници, а потоа ќе видите, ќе сака да го распарчи со сатот. Каде е саторот? Каде бе газе? Па ние уште не завршивме. Слушај, јас ти се извинив. Убаво ти се извинив. Еве, сите слушнавте
дека се извини. И Кристина слушна дека ти се извини. Доста! Господја Точка? Не. Не сум господја Точко. Туку јас сум Борис Зајков, волонтер во братска дружба. И сега убаво отворете си ги сите ушите. Ѓорѓија не ја сака вашата жена. Не ја сака ни својата. Тој не сака ниту една жена. А знаете зошто? Тој ме сака мене, Борис Зајков. Точно, душо. Чекај. Колку време си со господино? 2 години. Значи, на вечер, кога ме напушташе, беше за да одиш. И тоа го неговите прегревки. И Христина, животот е таков и тука не се може ништо. А жената знае? Да, и кога ти велев дека не е тука, тоа беше за да се сретнам. Одвратно! Леле, кога ќе помислам дека пред малку, за малку, Што за малку? ништо, Кристинче. Ајде да се одиме, душо. Добро. Те молам да ми објасниш. Како стана? Ти сакаш да знаеш како се случи? Еве, Борис ќе ти објасни. Не, душо, јас мислам дека поубаво е ти да кажеш. Ти поубаво раскажуваш. И па се случи. Се случи во поштата. Бев да земам еден пакет и го сретнав Борис. И после? И после шо после? Ти така мислиш дека се станува педер? Тоа човек мора да го носи во генот уште како дете. Се нешто криеш, муваш, бркаш женски, се додека еден ден не пухне. Па! И ти си педер. Кога го сретнав Борис? Пухна. Па! И готово. Ај срцка да се одиме. Не можам да ги поднесам овие детали. Значи, љубов меѓу двајца мажи ве шокира, господине. Да, господине, тоа не е нормално. Не е нормално, а Да. нормално е еднаш месечно или 2 пати да одиш со првичина. Ама, зошто јас би одел по курви, кога дома си имам се што ми треба? Тогаш зошто се чудите ако јас го сакам Ѓорѓе? Или ако сакам да ја земам неговата рака и нежно ја помилувам? Нема ништо страшно во тоа. А нема ништо. Или ако сакам да го вакнам, ајде се сега. Само напред. Ве гледам. А Кристина, да не им пречиме да се одим. Зошто? Луѓето што се сакаат се бакнуваат. Еве, Ненаде, извини за се. Јас те сакам. Добро, шо сакаш со тоа да докажеш? Јас? Ништо. Ти треба да ми докажеш дека го сакаш. И епа го сакам. Го сакам од дното на душата. Лажеш. Пак лажеш. Ти никогаш не си ги поднесувал мажите. Па сум живеел, позаблуда изгледа. Педај ништа, ние. Ова е доволно. Ме баци по нештапаш што јазикот. Ѓорѓе? Принцезо, чекај, се ќе ти Не ме објаснам. допирај. Борисе, ве молам, објаснете дека не сте хомичи. Ѓорѓија, се може да се замислам. Но дека ме заверуваш со маж, ќе ми платиш. Ама принцезо, чекај, не е така како што изгледа. Адвокатите на тато ќе те уништат. Цел живот од затвор нема да излезеш. Немој да се загрижуваш. Во братска помош имаме отлични адвокати. За година-две ќе те излечат. Ќе те пратат во Истанбул. И оти во Истанбул. Преку ден ќе кршиш камења, а на вечер во тесната и смртлива келија, заглавен, со главата меѓу решетките, тројца испотени и мрсни турци ќе ти се редат. Полнокен експрес во однос на тоа што те чека е одмор на Хаваи.
Јас ќе си одам. Ами јас. Марија ме напушти. Христина ме напушти. Кутар јас. Братска помош е тука. А Марија сакаше дете со мене. Марија, какви сарми ми правеше. Сарми, Сарми, прсти да излижиш. а суво свиско ставаше? По сармите? Да. Па појма нема. Па ѓувеч, па свирипине, па точени пиперки. А имам бајалди? Што е тоа? Не си јадел имам бајалди? Појма нема. Па то ти е специалитет. Јадеш и паѓаш во несес. Вака. Ќе земиш 2 црни патличани. Ќе му отвориш дупки. Ќе му напикаш месо. Добро. А нешто сладко знаеш да направиш? Сладко, Да. а моите торти секогаш победувале во вешна жена. Касато, принцев торта, рола торта, А после кафеце? посем кафеце, конјач. Па тоа е одлично. Народе, жена ми се вика Борис.